е 258-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ио, во режија на Јержи Сколимовски, во кој станува збор за едно сиво магаре, кое на својот животен пат ќе се пресретне со добри и зли луѓе, искусувајќи радост и тага, среќа која преминува во несреќа. Низ светогледот на животното можеме да забележиме во каква Европа живееме денес, талкајќи низ маргините на Полска, од циркус до фудбалски надпревари преку фарми за деца со посебни потреби и кланици. Ако сме кажале само дека филмот е неоригинален, затоа што Бресон претходно ја сними истата премиса за Аухазар Балтазар во 1966 година, ништо паметно не сме предочили. Јржи го има погледнато тој филм, иницирал плач во него и решил да направи своја рекреација на филмот и сними полски магариња како го бараат своето безбедно место по светот. Ако сакате да дознаете колку мене лично ми значи Аухазар Балтазар, тогаш погледнете ја листата на најквалитетни филмови на Бресон и ќе ви стане јасно кога ќе забележите на кое место е делото со еден од најмоќните епилози во филмската историја. Јржи ги знае квалитетите на филмската Мона Лиза и би било смешно ако би се замислил дека тој може да ја подобри, меѓутоа може да сними филм во кој низ перспективата на животното ќе може да фрли поглед во надворешноста, односно околината која реагира на него и го обкружува, без разлика дали се тоа деца кои со нетрпение сакаат да го погалат или пак се празноглави навивачи кои сакаат да го претепаат, затоа што на агитираните психопати со менталитет на стадо не им треба ниту повод ниту причина да предизвикаат зло на невино животно. Така што фокусот е поостар низ перспективата на животот на магарето, за разлика од оригиналниот филм на Бресон, во кој луѓето имаат поголема функција, но секако дека Ио е и за околината во која магарето помеѓу човечките магариња не припаѓа. Непорекливо е дека има тага во погледот на магарето и во секој крупен план, во кој успеале да го држат мирно пред камера, едно од 6 магариња со кои е снимено, се придобиваат симпатиите на секој гледач. Питомо животно е во прашање, кое повеќе има страф отколку агресија кон средината, кога се неговите атрибути во прашање, освен во една сцена во која има одмазнички потфат со неговите копита врз еден од насилниците, кои им го загрозуваат животот на животните со нивното безобзирно однесување. Затоа емпатијата кај гледачот мора да резонира на највисоко ниво, ако успее да се поистовети во корелација со неповолниот живот на животното и непобитно поимање на севкупното постоење како вечно талкање, односно животворена одисеја со мноштво перипетии, со оглед на тоа што сите ние не знаеме каде тераме, само се лажеме дека сме во право за насоката што ја имаме одбрано. Меѓу другото, проблем настанува кога егото ја засенува доблеста и нашето едностранно и неоптимално убедување демагошки го наметнуваме врз другите. Делумно се отвара прашање за експлоатацијата на ненаградениот ангажман на магарето, дали во циркузот или од страна на неговите привремени собственици, но неминовно е секое битие да се прехрани за да обстои, иако секојаш некој паметен ќе се најде да го искористи туѓиот труд за свој бенефит. Китењето со туѓо перје треба да биде нова олимписка дисциплина помеѓу луѓето. Тежината во творбите во кои оневозможен е говорот на протагонистот лежи во доловување на концизна и убедлива драматуршка поставеност без помош на нарацијата, така што на рамниште на документаристичката побуда поблизок станува филмот до обсервационите Кау, Гунда и најквалитетниот животински филм White God, ама за разлика од нив само магарето успеа да се сретне со Изабел Пер. Актери и актерки се статисти на патот на магарето, налик ликовите кои ги пресретнуваше момчето во The Painted Bird, само што таму има јасна индикација дека разорниот свет го промени момчето во негов продукт, а во овој филм магарето е пасивниот и обесилен обсерватор кој безпомошно ги поима неговите добри и лоши страни. Едноставно магарето ги крши инхибициите кај луѓето, кај еден табор ги вади најлошите, а кај друг најдобрите особини на површина. Признавам дека колку и да се обидувам да го гледам како засебен филм наспроти Балтазар на Бресон, епилогот на филмот на Бресон е ненадминлив и
влегување во штала и слушање на истрел не е впечатливо решение за филм во 2023 година, затоа што е диспропорционално со емоционалното тежиште на филмската содржина која претходи и треба да има јасна и гласна точка на крајот на реченицата. Да, можеби ќе работеше епилогот подобро ако филмот беше снимен пред половина век, ама денес не може толку наивно да се поигрува со имагинацијата на гледачот со трошно и ефтино решение кое нема сила да ги демаркира филмските конвенции, специфика која ја достигна вон временското дело на Бресон. Жичената оркестрација умее да ги изнуди солзите, летаргичното пијано да ја долови меланхолијата која се крие зад очите на животното, со дувачките инструменти, а понекогаш и со гудачките ги симулираат извиците на животното, до неочекуваните електронски синтвейв сегменти кога се во прашање тензичните средби со останатите животни во пасторалната дивина, така што, иако музиката е во линија со действието, со помош на инструментите се успева да се емулираат емотивните квалитети на кои се цели да се дојде преку драматуршката поставеност и покрај тоа што композициите се одлични сами за себе, што ретко може да се каже за некој модерен европски скор, посебно тие кои што се неинспиративни и ненаметливи, во полн ефект, се кога ќе се воспостави аудиовизуелниот амалгам, дело на композиторот на The Other Lamb, Павел Микиетин, кој знае што треба да се направи со музиката во еден филм. Микел Димек, директорот на фотографија на Прекрасниот свет и Ноктурнал, веќе сними еден филм во кој луѓето глумеа дека се зооморфни представници, односно Wolf, така што нема да му биде далечен предизвикот животните да се хуманизираат, како во случајот на филмот на Јиржи. Маликовски пристап има во Швенковите, во кои се доближува до животните и ги следи нивните галопирања низ дивината, кои се пример за неговата впечатлива фотографија. Крупните планови на животните се разорни, знае Вон Карваевски да голтне фреймови за да долови некаква замелушеност во успорена снимка, абстракција во која дивеат животните и сето тоа го реализира во еден многу уникатен аспект на снимање, 1,5 наспроти 1, кој е доволно широк за да прикаже ридови и полиња, но многу е ефективен за доловување на фулшот на животното. Дури се добива и надреален агент кога огледаме движењето на животното робот и силните бои во циркузот. Монтажерката на Dark Crime, Safe Inside, Sweat, The Silent Twins, чија што монтажа ја напоменав кога го анализирав Лемб во видеологија, Агнешка Глинска, е задолжена за исполнување на тешката заложба за составување на убедливо течение на действието без помошна на наратор и диалог на протагонистот во делото, потпирајќи се исклучиво на значењето кое во себе го содржи визуелниот материјал, за да се создаде целесообразно дело со јасно и разбирливо течение, во што таа успева, повремено поигрувајќи си и со успорување на снимката за да се доловат магични агенси на кадрите и да добиеме идеално време трајање на творбата. Режисерот Јиржи има за себе 60 годишна филмска кариера и ако треба да ви ја представам во детај, ќе биде потребно засебно видео во кое би ги анализирал бројните творби кои ги има оставено зад себе во полската кинематографија, започнувајќи да твори во 60-тите години со кратките остварувања, пред во 1965 година да го сними својот Raging Bull, односно Walkover, истата година кога го сними филмот за младиот војник кој мора да се збогува со најблиските пред да замине во војска, Identification Marks None. Филмови во кои ја има и носечката улога. Во 60-тите го сними филмот за студентот кој сака да ги надмине ограничувањето на општеството во Barrier и за тркачот со Порше во The Departure. Во 80-тите го адаптира Артур Конан Дойл во The Adventures of Gerard, Владимир Набоков во King Queen Knave, ги истражува сексуалните поволности во јавната бања во Deep End, пред да го сними хорор филмот The Shout, со Алан Бейтс, Сузан Јорк и Џон Хрт за мистериозниот патник кој се наметнува во животот на еден брачен пар во Девон. Во 1981 година го сними цензурираниот научно-фантастичен филм за волшебството на електронската музика Реце до гори, во кој глуми заедно со Бруно Ганс, а наредната година го сними Moonlighting со Джереми Айронс и полските градежници во Лондон. Со Майкл Јорк го сними филмот за полскиот театарски режисер протеран во Лондон во Success is the Best Revenge. Со Роберт Дуал сними кратци на брод во The Lightship, за да ги заврши 80-тите со филмот Torrents of Spring, во кој Тимоти Хатон и Настасија Кински глумат за искушенијата на рускиот аристократ пред престојната свадба.
Во 90-тите години режира само еден филм, Трти Дорки, со Криспин Гловер за младиот писател кој се навраќа во дејството во Втората светска војна. И кога ја има можноста да работи во Холивуд, се дистанцира од филмот цели 17 години, пред да го сними филмот со кој јас го запознав неговото дело од 2008 година, која беше прикажано на Канскиот филмски фестивал, односно Four Nights with Anna, за вработениот во крематориум, кој секоја ноќ убиваше во домот на Ана. Во 2010 година го сними филмот со Винсент Гало и Емануел Зиглер, Essential Killing, за талибанскиот заложник кој се обидува да избега од поробувачите. Неговиот предпоследен филм датира од 2015 година, гласи 11 Minutes и ги опфаќа токму тие 11 минути во кои се променил животот на многу ликови, на кои им биле заплетени животните патишта, предводен од Ричард Дормер. Го сними краткиот пандемиски филм Во омнибусот в дому и музичкиот видеоспот за рок-н-рол бендот Органик за композицијата Црна Мадона. Тој е автор на сценариото на Knife in the Water на Роман Полански. Се испробал во секој филмски жанр, снимил филмови за политичките состојби во Полска, за полските мигранти во Британија, адаптирал, работел во Холивуд, му го цензурирале трудот, се изразил со јазикот на жанровскиот филм, но во сите филмови трагал по вистината која сведочи за природата на човекот, о потрагата на местото на индивидуата во колективот, зумирајќи до тегобите кои ја мачат и како се справува со нив во рамките на околината во која е засадена. 85 годишниот режисер не е ништо помалку значаен од Кишловски, Холанд, Вајда, Полански, Жулавски, Зануси, Хофман, Бареја, Кавалерович во својата земја. Неодгадната мистерија ќе ми остане како магарето се телепортира од едно до друго место, останувајќи незабележан. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, кај што се закити со 2 палми, една за најдобар композитор за Павел Микиетин и другата Златна палма од жири. Потоа ја започна обемната филмска турнеја во Ерусалим, Мелбурн, Торонто, Бусан, Рио, Хонг Конг, BFI, Нью Йорк, Ваљадолид, EFI, Севилја, Талин, Блек Најтс, Љубљана, Тајпеј, Палм Спрингс и многу други фестивали. Се закити со 2 европски Оскари, односно за најдобар скор и универзитетската награда. Стана представник на Полска за интернационален Оскар и успеа да дојде до номинација, но се сомневам дека ќе може да се избори против германскиот и белгискиот представник во исклучително силната конкуренција. Јанус и Wild Bunch го продуцираат и дистрибуираат во киносалите, кај нас играше на фестивалот Браќа Манаки, а може да се најде на дигиталната платформа на Муви. Филм за натажено животно кое поминува низ сито и решето, станувајќи наблюдувач на светот кој го обкружува, допуштајќи ги добрите и лошите страни на човечкото постојање, наоѓајќи благодети и убости кои ги нуди животот, за до крајот на филмот вие да не гледате магаре, туку очовечено битие со емоции и поглед на свет, за кој не е потребен изустен збор, за да го восприеми емотивниот вртлок низ кој поминува животното, покрај битија кои го негуваат и животни на 2 нозе кои го повредуваат. Ако морам да го евалуирам, тогаш Ио од мене има 4 од 5. Доколку ви се допаднат 258-то издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!